Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска и денес би зборувала малку во однос на раскинување на двострани договори поради неисполнување. Во двостранните договори, кога едната страна не е во можност, односно нема изгледи дека ќе го исполни она кој што е предвидено како негова договорна обврска, страната која што е исполнила својата обврска, односно другата договорна страна, има право да го раскине договорот. Сега, доколку рокот на исполнување на обврската е суштествена состојка на договорот, тогаш договорот се раскинува по сила на самиот закон. Сега, оној кој што има право да бара раскинување на договорот, односно кој што има можност да ја исполни обврската, а другиот не ја исполнил кон него, може доколку има волја, односно тој се нарекува доверител, да остави дополнителен рок во кој што должникот би ја исполнил неговата обврска. Доколку и во овој дополнителен рок не ја исполни должникот својата обврска, тогаш договорот се смета за раскинат по сила на закон и може, значи секоја од страните која што е оштетена има право да бара надомесна штета. Во случај кога во ваквите двострани договори рокот како не е суштествена состојка на договорот, односно исполнувањето на договорот не е врзан со некој рок, тогаш страната која што смета дека треба да бара раскинување на договорот, треба со едностранна изјава на волја, односно во писмена форма, непосредно преку препорачана пратка, да го извести должникот дека го раскинува договорот поради неисполнувањето на договорните обврски и во тој момент се смета дека договорот е раскинат. Сега, дури и да рокот е суштествена состојка на договорот, доколку тој сака договорот да остане во сила, доверителот може да му остави и дополнителен рок на исполнување на должникот. Во секој случај кога оваквите договори ќе бидат раскинати, секоја од страните има право да бара надомесна штета и тоа она која што таа го вложила, односно доколку се работи за исплата на пари, има право да бара поврат на парите со камата од денот кога била извршена исплатата до целосна исплата на долгот, како и има право да бара, значи да му се исплати користа која што ја имал должникот, односно кој што е виновен за раскинувањето од пролонгирањето на рокот, односно неисполнувањето на договорните одредби. За надоместокот на штета, значи договорните страни може да склучат спогодба, а доколку не се постигне спогодба, истото право може да го остваруваат и во судска постапка. Значи, за да се раскине еден договор, доверителот може да го раскине со едностранна изјава на волја, кој што е најсигурен случај, дури и да се смета дека по сила на закон договорот се раскинува, најсигурно за да може да се упати во судски спор и да бара штета е да го извести во писмена форма должникот дека неговиот став е договорот да се раскине. После овој рок, значи може да му даде рок за исполнување дополнителен рок или пак може веднаш да го извести дека договорот е раскинат, после овој рок може да бара исполнување на надомесна штета. Сметам дека ова е многу важно да се знае, бидејќи најчест случај во ваквите неисполнување на договорни обврски се кога се при изградба на згради и купопродажба на недвижен имот на нови градби, кога инвеститорите не ги почитуваат роковите во однос на исполнувањето на своите обврски, односно предавањето на владение на становите кон купувачите кои што веќе во целост се исплатиле купопродажната цена. Се надевам дека ова видео ви помогна и за се друго може да не следите во некои нови видеа со некои нови содржини. Ви благодарам.